Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Трогателна приказна која докажува дека треба да ги цениме нашите најблиски пред да биде предоцна. Независно од тоа како светот се менува, проблемот на генерации постои во секое време. И иако е многу тешко да се разбере лице кој има големи разлики со нас, треба да ги цениме нашите баби и дедовци. Тие за секогаш ќе останат за нас упориште на вистински вредности и извор на мудрост. И ова е едноставна вистина која треба да се запамети. Баба беше дебела, широка, со мек глас, мелодичен и многу не сакаше. Целиот стан е пон со нејзини глупости, врескаше таткото на Борис. Па каде да оди стара жена, му се спротистави мајката на Борис. Во дом за стари лица, ете каде, таму е местото, додаде таткото. Сите во куќата, вклучувајќи го и Борис, ја гледа својата баба како сосема непотребна личност. Баба спиеше на тврд душек, по цела ног се вртеше од еден на друг колк. Наутро прва ке станеше и ке почнеше да работи гласно во кујната. Пото ги будише керката и зетот. Станете, станете, ајде, водата во чајникот зовре, да испиете нешто топло пред да тргнете. Борис беше следниот. Стани, мило мое, да одиш на училиште. Зошто? Ја прашал Борис со солнив глас. Затоа што темниот човек е глув и нем. Ете затоа, му одговорила бабата. Оди ти, бабо, дополнително рекло момчето. Бабата скоро секој ден му ги чистише чевлите на таткото на Борис и кога малиот Борис ке се вратеше од училиште, ке го фрлеше ранецот во рацете на бабата и ке извикаше: "Бабо, што има за ручек?" Бабата го оставаше плетењето, ја поставуваше масата и го гледаше Борис како јаде. Тој во тие моменти ја чувствуваше бабата како близок пријател и раскажуваше за сите згоди и незгоди на училиште. Бабата го слушаше со љубов, со големо внимание, велејки: "Се е во ред, Борче, и добрите и лошите работи се добри. Од лош човек ке работиш повеќе, од добра душа ке цветеш." На Борис му пристигнал пријател и кога сакал да се поздрави со бабата, Борис му кажал дека не мора затоа што таа е стара, старото дрндало по дома. Другарот останал збунет, а бабата со солзи во очите. Додека разговарале во другата соба, пријателот го прашал зошто така се однесуваат со нивната баба и дека таа треба да е главна во куќата затоа што повеќе не може да работи како порано. "Не можеш да ја навредуваш. Замисли да дознае татко ти", рекло другарчето. "То нема да биде проблем, ниту тој не ја поздравува", одговорил Борис. По овој разговор Борис се подзамислил и додека сите седеле во собота ја прашал бабата: "Бабо, дали ние тебе те навредуваме? Нашата баба е подобра од сите, а живее полош од сите, никој не се грижи за неа." Мајка му била изненадена, а таткото му луд. "Кој те научи да ги осудиш твоите родители? Погледни ме, уште си мал." Бабата, насменувајќи си рекла: "Би било глупово да не се радуваш. Син ти расте. Јас го проживев мојот живот. Вас староста доправа ве чека. Тоа што ќе го убиеш нема да се врати." Грбот на бабата станал уште подвиткан. Таткото се шегуваше. "Еј, мајко, уште малку со земјата ќе се споите."
Majkata na Boris navedeno mu veleše: prestani taka da zborovaš so stara žena. A koga keja prašate babata da završi nekoje rabote i veleše: debe mamo, kako želka si, do kujnjata ke te pratam, 1 sat te nema. Babata počina pred majski od praznik. Ta umre sama, sedejki na stol, pletejki čorapčinja za Boris. Imaše pribor na masata taka što očigledno go čekala Boris. Narednio den ja pogreba. Koga se vrati Boris doma, ja vide majka mu kako kleči do kovčegot koji go čuvaše negovata baba. Vnatri imaše mnogo stari i čudni raboti. Majka mu držiše crvena čevljička voracete i plačeše: ušte ja čuvala, moja je. Togaš od kovčegot počna da vadat raboti koji babata gi čuvala za niv. Košula i čevlji za zetot, marama od svila za kerkata, rakavici i šal za Boris. Togaš tatko mu na Boris izvadili kesička so slatki, na koja pišuvalo: za mojot Borče. Boris togaš preblede gi grabna bombonite i izeze nadvor. Lutaše dolž ulicata. Toj došol doma kon krajotna večerata. Očite mu bija otečeni od solzi, a sveža glina mu bila zalepena na kolenata. Torbata od babata ja stavi pod njegovata pernica i pokrivajki ja glavata so kebe si pomisli: baba nema da dojde da me razbudi na utro. Ja idem takav kakav sam, da tebi srce svoje dam, jer
на надежда. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежда. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Поздрав до сите вас, драги гледачи, кои ја следите емисијата Библијата зборува. Продолжуваме со нашите предавања од Светото писмо. Ќе го проследите шестото предавање во рамките на оваа серија на наши предавања. Ќе зборуваме за насловот кој гласи дали сме препуштени самите на себе. Со појавувањето на гревот во Едемската градина, кога Адам и Ева сушност тие свесно погрешиле и го прифатиле предизвикот на сатаната, односно неговата лага, планот на спасението кој бил веќе направен многу одамна на небото, во вечноста, почнува да се реализира. Иако тој план никош не требал да се реализира ако човекот не погрешил, но сега кога веќе човекот дознал што е добро и зло, како што вели Библијата, Бог морал да реагира. Гревот го ослабил човекот, односно го ослабил физички и духовно, го затемнил во него Божјиот лик и затоа Бог морал да изреагира. Еве што пишува на почетните страници на Библијата во Светото писмо. Бог му рекал, освен од дрвото на познавањето на доброто и на злото, од него не јади, зашто во оној ден кој ќе вкусиш од него, ќе умреш. Интересно, драги пријатели, Бог на време ги предупредил на опасноста која вребала во Едемската градина. Адам и Ева никогаш не знаеле за зло, никогаш не знаеле за грев, никогаш не знаеле да прелажат или да излагат. Меѓутоа, еве сега биле веќе излагани. На тој начин, кога Адам и Ева погрешиле, тие стапнале и го скршиле Божиот закон, тие 10 правила кои Господ му ги дал на човекот уште во Едемската градина. Меѓутоа, знаеме дека со прекрашување на законот се навлекуваат и други негативни работи во животот на човекот. Значи, гревот ги ослабил сите човечки, физички, духовни сили. Го затемнил во него Божјиот лик и го одделил од Бога, од изворот на животот и среќата. Човекот не можел духовно да обстои, дури и физички бил загрозен, ако Бог не се вмешал. Ја загубил својата првобитна татковина, Едемскиот рај или Едемската градина, како и власта што е имал над земјата, бидејќи кога Господ го создал, му дал авторитет на човекот да се раѓаат и да ја наполнат земјата и да бидат господари над се она што постои на оваа планета. И сега кога погрешиле, сета власт отишла или му припаднала во рацете на узурпаторот, сатаната, кој сега се нарекува кнез на овој свет. И сега се прашуваме дали Бог го заборавил човекот кога погрешил, дали Бог можел да го остави човекот сам. Секако Бог не можел да го остави човекот да обстојува сам. Тој како еден родител кој има многу љубов кон своето дете, а детето знае да погреши. Но љубовта мајчина е голема кон тоа дете, без разлика колку пати ќе погреши на своите родители. Дали Бог имал решение за ова навидом нерешлива ситуација? Целото небо, вели Светото писмо, го посматрал настанот или случувањата на оваа земја, на оваа планета. Дали Бог има толкова љубов да нешто направи за паднатиот човечки род? Секако дека има. Како што реков на почетокот, постоел план на небото, направен во случај ако човекот погреши, ќе се реализира планот за спас повторно на човекот, односно на човештвото. Божиот план за спасението на човекот е многу јасен и гласен и во тој план главна улога ја игра самиот Исус Христос. Кога Бог го создал планот за спасението, кога Бог го создал планот за спасението на човечкиот род, кој требал да биде извршителот на тој план? Реков, тој план е направен уште во вечноста, односно и пред да биде создадена нашата планета.
Evo да прочитаме во Откровение 13 глава 8 стих. И му се поклонија сите жители земни, чии имиња не се запишани во книгата на животот при агнецот, заклан од созданието на светот. Очигледно и тие луѓе, и тие имиња, и оние кои не верувале во Бога за време на својот живот, но кои ќе воскреснат и кои ќе видат што изгубиле и каква слава може да имаат, повторно ќе му се поклонат на, овде вели, агнецот, на Исуса Христа, на тоа јагне. Зашто еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Исус Христос, кој се даде себе си како откуп за сите, а тоа се посведочи во своје време. Во тој план на спасение, драги пријатели, Исус е главната централна фигура. Значи, во случај кој човекот погреши, Исус ќе дојде на оваа земја како бебе, како човек ќе се роди. Ќе живе 33 години и на крајот ќе го даде својот живот за да плати голема цена на откуп за тебе и за мене. Значи, според тој план, требало да дојде некој од тројството на ова наша земја. Бидејќи човекот го прекраша законот, а законот барал смрт, да грешникот умре. Сега да не умре грешникот, со таа вечна смрт, Исус доаѓа и плаќа откупнина со својот живот. Само едно суштество можело наместо човекот да го задоволи барањето на законот. Бидејќи законот е свет, како и самиот Бог, така да само едно суштество, еднакво со Бога, можело да ја задоволи правдата на прекрашениот закон. Значи, како што спомнав, само некој од тројството можел да плати адекватна цена за откуп на човекот. Ангелите се нудели исто така, меѓутоа тие не биле достојни, зашто тие се создадени суштества. Требало некој да дојде од тројството. И самиот Исус се понудил. И затоа ова сцена постојно ја гледаме, Исус како е раснат на крст. Само Христос можел да го откупи паднатиот човек од проклетството на законот и повторно да го поврзе со Бога. Значи, и затоа, драги гледачи, Исус постојано се спомнува во процесот на човечкото спасение. Неговото раѓање, неговиот живот, неговата смрт. Тој бил мета на сатаната да го уништи Исуса. Уште при неговото раѓање знаеме низ какви проблеми поминале Марија и Јосифа. И самиот Ирод сакал да го убие. Но Бог ја открил неговата намера преку мудреците. И наместо мудреците да се вратат по истиот пат во Ерусалим, да му кажат каде е детето, тие се вратиле по друг пат во својот роден крај. Така да Ирод бил многу луд и наредил сите деца до 2 години да бидат убиени во тоа подрачје околу Витлем и околу Ерусалим. Многу мајки плачеле за своите деца, бидејќи Ирод ја извршил таа одмазда, плашејќи се некој да не го земе неговиот престол, зашто мудреците рекле се роди новиот цар. Значи, зборуваме, драги пријатели, за Божиот план на спасението за човекот. Се постава прашање како Бог прв пат им го открил на нашите прародители својот план за спасение на човечкиот род. Еве го тој текст о пророштво кој провејува низ целата Библија, посебно низ Стариот Завет. И ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот неизин. Он ќе ти ја гази главата, а ти ќе го каснуваш во петата. Драги пријатели, ова е едно силно пророштво. Овде Бог на Адам и Ева го најавува новиот спасител, кој ќе дојде и ќе го победи гревот, односно сатаната. Овде, оној кој ја гази главата Исус Христос со својата смрт, а главата е символ на змијата. Змијата кога ќе ја отепаш, ќе ја смачкаш главата, таа веќе мртва. Иако може да биде жива опашката да се мрда, но таа веќе е безопасна. Така да со својата смрт Исус истапнал на таа змија. А змијата го каснала Исуса и ова ни го кажува ова символика во овој текст. Значи Исус, драги пријатели, со својот живот, со својата смрт на Голготскиот крст го победува ѓаволот, односно сатаната. На кој уште начин Бог подосна го открил и го дополнил ветувањето за доаѓањето на откупителот. Бог се служи многу често во Стариот Завет со символика. Бог им рекол на Адам и Ева да колат јагне, кој ќе го символизира идниот спасител
Isusa Hrista. I ovdje može da vidite na ekranu 4. glava, 8. glava, 22. glava od prva knjiga Mojsijeva. Postojano patrijarсите pravile žrtvenici, prinesували žrtva za svojite storeni grevovi. Ti je trebalo go zakolo to jagne, simbol na Isusa Hrista koji će bide rasmat za nas i će bide prolena njegovata krv, kako ova jagne koje nevino strada za lugito koji go donele i go prinele za žrtva pred Gospoda. I jagne to trebalo da bide bez mana, znači da nema falinki, sakato, hromo, kjorovo i taka natamu. To go simbolizira Isusovi život, Isusa Hrista, kako nevino i savršeno telo. I skoro sve spored zakona co krv se očisti i bez prolivanja krv proštevanje ne stanova. Apostol Pavle toga veli u Jevrejite 9. glava 22. stih. Dragi gledači, mora da se prolije krv. Krv ta je prolejena Isusovata za tebe i za mene. Gledajte kakva cena je platena za tebe i mene. Da Bog Isus Hristos ne otkupi od grevot i od večната smrt. Ne od ova prva smrt. Веќе спомнавме во минатите предавања дека ова смрт е само сон во очите на Бога. И затоа Исус доаѓа да не откупи од она вечната смрт. И еве го пророштвото кое е зачнато, кое е кажено уште 700 години пред да се оствари во книгата на пророкот Михеј во 5. глава во 2. стих. И ти Витлееме Ефратов. Гледате, Витлеем Ефратов, зашто имало уште еден Витлеем, точно пророкот назначува во кој Витлеем ќе се роди Исус Христос. Иако си најмал меѓу илјадниците јудејци, од тебе ќе ни излезе оној кој треба да владее во Израилот и чие потекло е од почетокот од вечноста. Драги гледачи, драги пријатели, Исус е од вечноста. Сите они кои сакаат да покажат и да докажат дека Исус е од Витлеем, не се во право. Исус е од вечноста. Тој член на небесното тројство, но тој се отелотворил како човек да се доближи до нас луѓето и да го плати тој цех, односно она што Адам и Ева го заработиле. Тие го проделе овој свет бесплатно, што би се рекло, на сатаната. Исус доаѓа да не врати повторно назад. Овде е назначено местото на Исусовото раѓање. Тоа е градчето или местото Витлеем. И сега овде, бидејќи текстот е многу долг да не читам, повторно имаме овде пророштва, под кои услови ќе се роди Исус и што ќе значи неговото раѓање, неговата смрт. Значи во Данијел, читајте во 9. глава, од 23. до 27. стих е дадено тоа пророштво кое дословно се исполнило. Овде Данијел, односно Бог на Данијелу му открива, драги пријатели, дел по дел, настан по настан, што ќе се случи. И навистина тоа и така се случило. Значи времето на службата на Месијата и неговата смрт се овде однапред одредено и проречено. Ликувај од радост, керко синова, извикувај, керко Ерусалимска, ете, царот твој доаѓа при тебе, праведен е и со спасувачка сила. Кроток седнат на осле, рожба на ослица. Овде најавено неговото влегување во Ерусалим. Ние го спомнавме во минатите предавања. Како точно е проречено? Зошто Исус не дошол на конј да јава, току на осле, на магаре? Гледате, драги пријатели, однапред Бог ги водел работите. И според тоа сценарио, според тој Божи план, сето тоа се остварувало. И затоа треба да му веруваме на Исуса. Треба да и веруваме на Библијата, дека е Библијата Божје писмо, Божја книга упатена до нас. Пророк Исаја во 50. глава од 1. до 8. стих ни кажува детално што ќе се случува и како Исуса ќе го третираат. Навистина, Исус бил изранет овде, вели, за нашите гревови, мачен заради нашите беззаконија. Со неговите рани или преко неговите рани ние се излекувавме. Едноставно, понатаму текстот вели дека сите ние бевме заблудени како овци, се отстрани секој од патот свој. Господ ги вложи врз него гревовите на нас, нашите гревови. Гледате, Христовата мисија, неговиот живот, неговата смрт се е проречена, драги пријатели, однапред. И сега одиме еден чекор понатаму да видиме како тоа се остварило во планот на спасението. Што се случило кога дошло време да се оствари планот на спасението? Сатаната тоа го знаел и тој прави се од своја страна да го спречи Исусовото појавување.
Najprvi čudesното zачнување на Исуса, кога Јосиф разбрал дека Марија е бремена, сакал да ја остави. Меѓутоа Бог интервенирал преку ангелот Гаврило. И овде текстот вели, но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и се почини на закона. Значи, Исус ги почитувал законите на оваа земја, тамо кај што живеел во Палестина, во Израел. И знаеме дека сатаната со сите своји сили сакал да го спречи Исусовото појавување. Дали Христос постоел и пред да се роди во телото? Еве, апостол Јован ни дава одговор во неговото Евангелие во првата глава од 1 до 3 и 14 стих. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога, се стана преку Него, и без Него ништо не стана. Што стана? Во Него имаше живот, и животот им беше светлина на луѓето. Бога никој никогаш не го видел. Единородниот син, кој е во крилото на Отецот, он го објави. Но не го познавате, а јас пак го знам. И ако кажам дека не го познавам, ќе бидам лажец, како и вие. Но јас го знам и го пазам Словото Негово. Тоа се зборови на Исуса Христа, драги пријатели. И овде пишува дека Исус е и пред Аврама. Кога тоа го кажал кај евреите, тие се кренале на востание, сакале да го убијат, кога му рекле, како ти си пред нашиот прататко Аврам, зашто за евреите Аврам е светец. Тоа е основач на еврејската нација. Но Исус вели, јас постојам уште пред да се роди Аврам. Тогаш зедоа камења за да ги фрлат на него. Исус се сокри, излезе од храмот и минувајќи помеѓу нив, така се отиде. Гледате, тие ортодоксни евреи колку биле во заблуди. Ден денес тие го очекуваат се уште да дојде Исус. А Исус се подготвува да дојде по втор пат. Тие се во заблуда. Тие држат само традицијата, наместо да ја читат Библијата и пророштвата кои се така јасни и гласни напишани. Истите пија, исто духовно пиење, и пие од духовниот камен, што идеше по нив, а каменот беше Христос. Гледате, овде една символика. Павле зборува за Стариот Завет, кога Мојсей удрил во карпата, кога потекла вода во пустината, во тие предели планински кога се движеле. Всушност, Исус бил и во тоа време. Исус раководел, Исус ги водел, ги штител со ангелите во тоа жешко сонце, во тие пустински предели, им давал и вода, и телесна, но секако и духовно ги храбрел. Апостол Петар, еве што ќе ни каже. Кој го бара и испитува пророците, што прорекува за вашата благодат, откако испитаа во кое или какво време им јавуваше Духот Христов, однапред, кој беше во нив, сведочејќи за Христовите страдања и славата која иде по нив. Гледате, драги пријатели, се е откриено однапред, се е кажено однапред. Само оние кои свесно го отварат писмото или Библијата, со молитва ја читаат, Бог чекор по чекор ќе им ги открие сите важни работи. Понатаму, зошто Исус Христос дошол на нашиот свет? Дали имало некој друг начин да се спаси човештвото? Лука, еве што ни пишува, и Синот човечки дојде да го побара и спаси загубеното. А загубеното сме биле ние, преку Адам и Ева, сите ние сме загубени денеска. Ако Христос не побарал, лавот би не изел, драги пријатели. А лавот е ѓаволот, сатаната, како што вели апостол Петар, тој рика како лав и сака да не уништи. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа преку смртта да го победи оно што го спомнав пред малце, драги пријатели. Исус зел човечко тело, овде вели, како ние што имаме тело и крв. И тој зеде еднакво учество. Значи Исус се отелотворил, се родил, тој затоа нема биолошки земен татко. Преку Светиот Дух тоа е една тајна за нас. Марија останала носечка, бремена. И вели овде текстот, Исус умре преку смртта да го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот. И да ги избави они што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложни на робството. Ние преку гревот сме станале робови на ѓаволот, драги пријатели. Ако не дошол Исус да не ослободи, ние би останале вечно за секогаш овде грешни и само би се ротирале, едни би заминувале, други би се раѓале и така постојано. Но сега, кога Исус дошол, го победил сатанат, односно гревот е
Откупен, ние сме откупени и повторно ќе се вратиме на првите позиции, кај што била Адам и Ева. Тоа ќе се случи кога Исус ќе дојде по втор пат. Како Исус ја остварил својата мисија? Еве што пишува апостол Петар. Знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте искупени од суетниот живот кој ви се предаде од татковците ваши, туку со скъпоценната крв на непорочното и чисто јагне Христос. Драги пријатели, ние се спасуваме преку Исуса Христа, преку неговата смрт. Ние сме откупени. Не се спасуваме ако отидеме во Мека, ако отидеме во Ерусалим, на тие свети места под наводници, или ако клечеме со часови, постиме во некој манастир, не јадеме, сув хлеб јадеме. Добро е да се пости, секако, но тоа не препорачува пред Бога и да ни даде да бидеме попривилегирани пред Бога за нашето спасение. Само на Исуса да му се молиме. Исус е нашиот спасител. Он е оној што иде по мене, рекол Јован Крстителот. И кому јас не сум достоен да му ги одврзам раменјата од обувките него. Гледате колку е понизен Јован Крстител. Тој го најавил 6 месеци Јован постар од Исуса. И Бог во последно време го се родил Јована. Го способил за посебна служба, да го најави, да го порамне патот. Знаеме дека Јован страдал, главата му била отсечена, затоа што бил чесен, што бил остар на браникот на вистината. Но овде текстот вели, јас не сум достоен да ги одврзам раменјата од обувките негови. Што сака да каже Јован, дека Исус е Бог, тој е Спасителот. Исаја повторно ќе го читаме 53 глава 5 стих. А он беше изранет за нашите греови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Значи, драги пријатели, што значи за нас Христовата смрт? Што значи за човекот Христовата смрт? Многу. Единствен е Спасителот Исус Христос. Павле понатаму ќе продолжи. Не избави од власта на темнината и не доведе во царството на својот возлюбен син, во кого имаме откуп преку крвта негова и опростување на гревовите. Тоа е многу важно. Како можеме, драги пријатели, да се ослободиме од минатот? Секој од нас има свој минато, свој падови. Сме се лизнали како луѓе, но овде имаме решение. Исус е тој кој може да ни прости. Не светците. Светците не простуваат, ниту некој старешина црковен светец, проповедник, свештеник, па дури и папата. Никој не може да простува. Јас можам да му простам на некого, ако побара прошка од мене како човек кој ми погрешил, или ја да побарам прошка од друг човек. Тоа е во ред. Меѓутоа, некој да ни простува, зашто јас сум нешто сгрешил во животот, тоа само Бог може. Односно, овде вели, само преку него, преку крвта негова добиваме опростување за нашите гревови, кој се даде сами од себе, за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревностен кон добри дела. Драги пријатели, ако сакаш да бидеш очистен, ако сакаш да се ослободиш од минатото, од се оно што те притиска, дојди кај Исуса вечерва. Побарај го. Тој толку далеку, односно толку близко до нас, колку што трае една молитва од неколку секунди или минути. Побарај го. Кажи му, Исусе, сакам да бидеш со мене. Влези во мојот живот, Исусе. Биди постојно во мојот дом. Води ги моите мисли, моите постапки, дела и те молам, прости ми. Бидејќи во него благоволи Отецот да има секаква полнота и преку него да измири се со себе, било земно, било небесно, творејќи мир со крвта на неговиот крст. Гледате што Павле зборува овде. Преку крвта, преку крстот ние имаме мир, ние сме помирени со небото, драги пријатели. Адам и Ева со нивниот непромислен чекор што го направиле, со гревот кој го навлекле, тие не исклучиле, ја прекинеле струјата, би рекол, тој довод што доаѓал од небото, да се изразам символички. Но Исус дошол повторно да го воспостави тој мост, повторно да воспостави конекција со небото. Но Бог, богат со милост, поради големата си љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживе
со Христа. Гледате, драги пријатели, се се врти околу Исуса Христа. Тој е спасителот. Тој е кој може да не оживе, кој може да не поврзе повторно со престолот на милоста со самото небо. Бевме мртви, вели Павле, поради нашите гревови, но не оживи Исус Христос со својот живот. Што значила Христовата смрт за сатаната? До сега зборувавме што значила Христовата смрт за нас како луѓе. Многу, зашто вратата кон небото е отворена. Ние сме повторно спасени, благодарение на Христовата милост, но наше да го прифатиме Христа, да поверуваме во Него и да ги следиме Неговите упатства. Кој прави греф од ѓаволот е зашто ѓаволот греши од почетокот, па затоа и се јави Синот Божи за да ги урне делата ѓаволски. Поставивме прашање, што значи Христовата смрт за сатаната? Камшик, убиство. Овде се урнати, открини се делата на ѓавол, дека тој е лажец од почетокот. Тој нудил многу, а ништо не дал. Тој им понудил на ангелите ново царство горе над престолот Божи на северната страна. Тој ќе им даде поголема демократија, поголема слобода. Зарем денеска тоа не се слуша во устите, од устите на многу политичари, драги пријатели? Тие велат, само ние да дојдеме на власт, ќе имате поголеми пензии, поголеми плати, поголеми права. Овие претходните ништо не прават, а ние да сме, ќе тече мед и млеко. И тие доаѓаат на власт, уште побетер доаѓа. Значи, тоа е ѓаволска филозофија која е преточена денеска во политиката и многу луѓе се лизгаат, паѓаат на тие сладкоречиви ветувања. Сатаната е вешт мајстор, драги пријатели. Да не му веруваме. Зошто? Овде пишува, се јави Синот Божи и ги урна делата негови, односно ги откри неговите намери. Дали има некој друг кој би можел да не спаси? Павле ќе каже, а то Лука ќе го запише, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето со кое би можеле да се спасиме. Драги пријатели, не постои. Отрагнете ги светците од вашиот верски живот. Отрагнете ги и Дева Марија, таа не е спасител. Ниту Буда, Конфуци или некој друг добар човек. Тие биле добри за своје време. Меѓутоа, тие не се спасители. Тие не може да бидат духовни водачи, зашто се мртви. Само Исус е жив. Тој бил 3 дена во гробот, но текстот вели воскреснал. И тој сега е на небото, се подготува да дојде повторно на оваа земја. Кој е нашиот удел во планот на спасението? До сега го гледавме уделот на небото, на тројството, посебно на Исуса Христа. Дали сите луѓе на земјата ќе се спасат со Христовата смрт? Подкако ги изведе надвор, рече, Господари, што треба да направам па да се спасам? А те им одговорија, поверувај во Господа Исуса Христа и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Драги пријатели, ниту еден човек не е отфрлен од Божиот план на спасение. Секој овде вели кој ќе поверува во Исуса Христа, ќе биде спасен. Значи, спасението е индивидуално, драги гледачи. Не е колективно. Ние одиме во црква и се собираме како колектив. Тоа е убаво, да се храбриме, да се подучаваме, да пееме и да го славиме Исусовото име. Но спасението е поединачно. Секој од нас треба да се избори за спасението. Односно, да го отвори своето срце, да го призна Исуса, да поверува и да живее според правилата што Библијата ни ги поставува. Кога ќе настапи целосното остварување на спасението. И така и Христос, откако еднаш се принесе самиот себе како жртва, за да ги премавне гревовите на мнозина, втор пат ќе им се јави, не станувајќи веќе жртва за грев на оние што го очекуваат за спасението. Значи Исус први пат дошол како бебе, како дете, како човек, го дал својот живот, воскреснал, сега по втор пат ќе дојде како спасител. Во првиот пат, кога дошол, тој дошол жртва за грев да направи, а сега ќе дојде како откупител, како спасител. Кој повик му упатува Исус Христос на секој човек? Еве, овој познат текст во Евангелието Матеја, во Матеја 11 глава, во 28 стих ги читаме следниве зборови. Дојдете при мене, сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Драги пријатели, ако се чувствуваш уморен, го носиш теретот на гревот, теретот на овој живот, дојди кај Исуса, покај се, побарај прошка
Isus ке те ослободи. Исус ке те прогласи како никогаш да не си грешил. Твоите и моите гревови Исус ги фрла во длабините морски. Да дојдеме, време е да дојдеме. Немој да го одложуваш твоето доаѓање кај Исуса за утре. Утрешниот ден не е наш. Постои една српска рецитација, само ќе цитирам првиот ред која гласи: сутра никад нече дојти. Значи утре никош нема да дојде. Наш е денешниот ден. Утрешниот не е наш. Кој ќе осамне нов ден, тогаш ќе биде наш. Затоа дојди уште сега кај Исуса. Побарај го во молитва. Тој ќе ти се открие. Тој ќе ти помогне. Ќе ги земе твоите гревови. Еден човек патувал со кочија, конјска запрега. И така, одејќи по патот, наишол на еден човек кој поред него, одел по патот, имал тежок ранец на грбот и ме рекол: пријателе, комши, качи се на колата, јунака јас одам кон тоа село, ќе одиме заедно. А човекот, знаете што му одговорил? Добро, пријателе, ти благодарам, и се качил, поред него седнал на колата, но го задржал ранецот на рамото. После неколку минути домакинот кочијаш му вели: пријателе, симни го ранецот, стави го позади во колата, јунака колата не носи сите нас. А човекот му одговорил: ти благодарам, но јас сепак и си го задржам ранецот на грбот. Драги пријатели, ќе го задржиш ли ранецот полн со гревови, полн со терети на твоето раме, или ќе го предадеш вечерва во Исусови раце? Исус вели: дојдете кај мене такви какви што сте. Немој да се шминкате, немој да се преправете, немој да ставате маска. Исус не знае од глава до пети какви сме. Тој не сака такви какви што сме. Да дојдеме, а тој има лек, тој има решение, тој има облека, да не облече во чиста бела облека. И беше задоволство што можевме да се дружиме, драги пријатели, и во ова предавање, пред да се одјавиме, да се помолиме на Господа. Драги Боже, ти благодариме што според твојот план на спасение ти не си не оставил сами да се бориме против сатаната и гревот, туку си го испратил Исус Христос, член на небесното тројство, кој се родил, кој живеел, го дал својот живот и воскреснал. На тој начин стапнал на таа стара змија на ѓаволот на неговата глава и го победил. Денеска ѓаволот е победен непријател, но тој рика како лав и сака што повеќе луѓе да завлече на негова страна. Чувај не, Господе, според твоето ветување, а ние доаѓаме вечера кај тебе, такви какви што сме, и отвараме нашите срца да ти влезеш, да бидеш наш Господар, наш учител и спасител. Ти благодариме за спасението, Исусе. Амин. Драги пријатели, ми беше задоволство што можевме да се дружиме и во ова предавање и се гледаме во наредната емисија со нов наслов. Секој добро. Да можам бар да повикам кон тебе, Господе. Но моето срце тврдове, а копне по тебе. Моите очи гледат празно пред себе, без тебе. Душава те бара, тело не дава, не сакам. А кога устним пеат за твоето име, Исус, тогаш срце блика, од радост восклика. И цело тело ечи, пред твоите нозе клечи, и прошкам бара моли да го прегрнеш. Да можам бар да погледнам кон тебе, Исусе. Но моите очи слепи се, а копнеа по тебе. И моето срце плаче, се бори за тебе. Тешко му е,
bara, a telo ne saka da čuje. A koga usnim pejat sa tvojto ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika i celo telo eči, pred tvojte nose kleči i proškam bara moli da go pregrneš. A koga usnim pejat sa tvojto ime Isus, toga srce blika, od radost vosklika i celom telo eči, pred tvojte nose kleči i proškam bara moli da go pregrneš. Isuse te sakam, 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 Isuse te sakam. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Гласна надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Гласна надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија,
библиски пророштва за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.